Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница по предметот физичко и здравствено образование за ученици од 4-то одделение. Јас сум Светлана Насковска, одделенски наставник во Општинското основно училиште Браќа Миладиновци од Куманово. Денешната тема атлетика и овој час ќе зборуваме за скокање како скока зајакот. Цели на овој час се учениците да совладаат правилна изведба на скокање, да развиваат психомоторни способности и подвижност на локомоторниот апарат и да учесуваат во игри со елементи од атлетиката. Првин ќе започнеме со вежби за загревање. Сега можете да го стопирате видеото и да ги изведувате вежбите по ред, почнувајќи од вежбите за глава, раце и рамен појас, вежби за труп и карличен појас и нозе. Секоја вежба повторете 8 до 10 пати. Гатанка. Има долги уши, јаде морков зелка, многу сака да скока, опа, опа, опа. Погодете за кое животно станува збор. Така, ученици, одговор е зајак. Дали сте знаеле? Зајаците може да скокнат дури до 90 сантиметри во еден скок. Вежби со скокање. Децата може да скокаат во кое било време од денот и било каде. Самото скокање е од големо значење за развој на кондиција, тоа не е само вежба, туку и забава во текот на денот, која има и повеќе кратни придобивки за психомоторниот развој на детето. А најдобриот дел од тоа, што станува збор за едноставна и лесно изводлива активност, за која не се потребни реквизити. Сепак, овие вежби треба да ги изведувате во присуство на родители, старатели, поради безбедносни причини и избегнување на повреда. Да започнеме. Почетна положба. Нозете се во мал рачекорен став, свиткани во колената. Од чучната положба се прави скок со замав на рацете, одраз со нозете и доскок на двете нозе, како на сликата. Еве еден пример како можете во домашни услови да го обележите вашиот најдолг скок. Предлог за игра. Исечете различни форми од хартија во боја, прицврстете ги за подот и скокнете до одредена форма. За почеток, тоа може да бидат кругови со различни големини по кои треба да скокате. Запомнете, дете кое скока е дете кое расте. Ви благодарам на вниманието.